Гледате еден на еден. Вечерашен гостин Роберт Саздов. Многу добра. Имаме супер емисија подготвено. Роберт Саздов ни е на гостин и стварно се спремивме за оваа емисија. Работевме на тоа да ископаме некои работи, ќе видиме сега, валја нема да ни се наљути што ќе ги покажеме. Среќа не е у студио, па не ме слуша што зборувам. Да, но ајде да си почнеме од пласманите. Good Nature ви препорачува чај за добро утро, за енергичен почеток на денот и чај за добра ноќ, за вечер без стрес и лесен сон. Абе, друже, не, друже, не бе, врати се ти. Врати се, не. Значи, луѓе, рециклирајте да не ви дојде овој пластика во пластика, хартија во хартија, стакло во стакло. Значи, селектирајте отпад има. Така е, ти благодарам. Значи, опасен е. Осте. Да, мислам, планетата треба да ја оставиме некому, чукајте ја главата, луѓе, рециклирајте. Да. Океј, а сега веднаш започнуваме, немаме време за губење. Тука е нашиот гостин, еве го влегува, Роберт Саздов! Роберт Саздов! Се е окей, добро се чувствуваш? Многу би убаво тука. Јас сум прв пат, само гледам на телевизија, сега гледам. Ти си прв пат по 10 сезони, ама чекај, ти на телевизија не си нешто многу често, така да не дека. Да. Последен пат кога беше на интервју ваква? Не се сеќавам, доста време има. Има 5 години? Така нешто, не знам. Има доста време. Еко, дај да не губиме време, да почнеме. Имаш повод за гостувањето, значи не си тука ради реда да речеме, туку имаш нешто ново, а од тебе долго време немаше нешто ново. Тоест кукулеле. Ја порано како ќе направам некоја песма ја објавуваме брзо. Сега некако се наталожија повеќе ствари, си викам да ја албум ќе објавуваме. Фактички албум спремаш? Па да, ќе излезе албум, тоа ќе биде со 7, 8, 9 песни. Имаме дозвола да пуштиме? Ајде вака, значи една од песните што ќе се најде на албумот се вика Лисици црни. Ајде да видиме чисто краток дел. Лисици црни, како ќе звучи тоа? Лисици црни имам, за да те стегнам силно. Лисици црни имам, за да те врзам јако. За ова срце лудо, за ова срце влюбено. Добро, Лисици црни. Добро, има и уште. На албумов, ова мене ми прави кеф, например, на албумов ќе се најде и верзија, да речеме, на песната, една од најубавите песни, ја би рекол македонски, на Јаков Дренковски Скитник, каде што во видеото го имаш и авторот на текстот Зоран Катру, кој за жал веќе не е меѓу нас, но ова му доаѓа и како еден вид и трибют за него, претпоставувам. Обично луѓе знаат да земат песна без да прашаат автори, си обработуваат, си прават што сакаат. Па не се бунат после авторите? Па не знам што се случува, меѓутоа јас тргнав, пошто се знам лично со сите автори, освен со Зоран Катру, текстописател, кој што не го знаев. И се видел со Јаков Дренковски, побарав писмена дозвола да знам да обработам песната, па со Даниел Дарковски, авторот на аранжманот, кој што исто ми даде дозвола и така натаму. И додев до текстописател Зоран Катру, кој што работеше во инспектор во УЈП. Ја влегувам горе УЈП прв пат во живот, зашто не сум имал до сега никакви потреби, проблеми да барам инспектори, нели? И застанав таму. Ево ка вие ли сте Зоран Катру? Да. И онда брзо се спријателивме, седнавме доле на кафе, му кажав за што се работи. Некако
осетив дека он веќе имаше 60 и нешто години, никој не знае дека он е автор на тој текст, а тој е Точно, феноменален текст, значи еден од подобрите текстови наши. Така е. И јас му реков, ќе снимаме спот и ќе те викнам во спотот, без разлика што он го пишувал на млади години спотот, овој текстот, ќе те викнам како го пишуваш текстот на биро, па некако Фактички, да... ова е дел од спотот, значи сега што ќе видиме, така? Океј, тој е дел од спотот. го имате подготвено, значи И одиме онда, скитник. Аха, извини. За жал, после ние го реализиравме спотот, додека уште не се заврши песната, почина после неколку месеци. Он не, за жал нема да ја дочека ова премиерата на тоа, али Бог да го прости. да. Ќе остане скитник, ќе остане не само, мислам, скитник си е песниште, ама со ова што го направи, фактички верувам дека ќе помогнеш и малку да, што се вика, уште повеќе и се даде живот на песната. Ајде да видиме дел од спотот каде што се појавува Зоран Катруј, скитник Кукулеле. Го сакам денот што си оди, ја сакам ноќта јас. Утрата што мина ти се и ноќите во сон. вечна Авторот слава. на врвната песна Скитник, врвна песна. Ама ја овде гледам дека има и се овој преработка или фактички брейк. Имаше една песна долго чекав да те сретнам. Се сеќаваме на таа песна, ама сега ќе се најде и на албумот Кукулеле. Чекај сега, таа е твоја песна или грешам? Предходниот пејач на Кукулеле со кој што Стив, со кој што ги снима в Стамбул со Себардовци, ќе песната дојдеме. Кукулеле и така натаму, и Панки ја пеат во дует. Долго чекав да те сретнам. И тоа е фактички единствен дует кој што Кукулеле го има направено, нели со двајцата пејачи на Кукулеле, не со некој од страна, нели? Некои работи се премонтирани специјално за оваа премиера, нема да изгледаат буквално така. Така, не дека се ова дел од спотовите, баш. Дел од спотот, ама премонтирани се за да се даде некое јадро на Океј. во тие 40 на секунди колку што. Тогаш да чуеме Представуваме. Кукулеле, долго чекав да те сретнам. Ајде да видиме делче, кратко. Долго чекав да те сретнам, верувај. Брейк, сите ја знаат, долго чекав да те сретнам, а сега ќе чуеме од Кукулеле песна на Роберт Саздов, значи ето. И јас не го знаев ова. Пред Кукулеле беше Ластовица и фактички така тргна целата работа. Прв, можеби огромен хит беше Пушиме, значи јас искрено кога бев како дете, тие песни од Ластовица ми беа химни. Јас од будење станував и кажа штом се, будеме се бајле тоа, значи кейф, голем кейф. И тоа веројатно се меѓу првите така големи хитови како што никогаш до тогаш немало поп хитови Па и во Македонија. имало, меѓутоа и тоа добро помина. 1 на 1. Овозможено од Витаминка. Свет на вкусови. Стихови штом се будам на сабајле, си го барам кај ми е. Од кај е тоа? Јас имав Јас имав таа музика претходно, Добро. неколку години пред да се објави. И имавме една група која што поинаку се викаше од Ластовица и То сендвич. Не, Али Баба се. добро. Беше Поише меѓу то сендвич и Ластовица. И Влади Јановски беше исто во таа група, само што беше бубњар. Добро, друг Да. пееш. Да, пееше еден дечко од Сараево и ние тогаш снимавме, тоа беше уште за српско-хрватски као нешто да се пее, нешто за друг пазар, за пошироко. И онда ангажирав еден пријател од Сараево, се вика Драган Николич, го викаат Ајнштајн, пошто е многу му работи кликерот. Ја 3 дена го обедов да ми пишува некој текст за пушење, затоа што знаев дека таков текст до Ќе тогаш запали. да нема. Да, малку И контроверзно. него му беше многу чудно тоа. И он напиша некој текст првобитно кој што ја немам са таа снимка да ви ја презентирам, иде пуше краљеви селјаци, пуше професори џаци, пуше
пуша сви, наравно мораш и ти. Нешто беше, имаше таква некоја предходница на овој текст, како да кажам. И онда кога тргнавме да правиме прва песна, снимаме со Владо Јаневски, На македонски? он веќе како, да, на македонски како вокал, ние немавме идеја да правиме група, него да јас имав студио тогаш, за тоа време многу скапо студио купено и да направиме една песна која што ако успее ќе биде реклама за студиото. Ајде, добро. Да воопшто немавме Значи, идеја не дека постои група. Да, не постои група, него дај да снимиме песната и така излезе тоа така малце по. Исто го убедував него доста време да напише, вика не ми иде ништо, и оде момент отиде до ВЦ и за 2 минути се враќа и вика имам вика еден стик да видиме дали ќе тргне и онда вика што се будаме со бајлеци го барам кај вие. И јас се смеев едно 5 минути на тоа, нели? Викам чин нас ни е интересно, онда дај да продолжиме. Онда така од кој ќе тргнеш од некоја таква блесава идеја, така да кажам. Онда веќе те обврзува сите наредни стихови да бидат некакви такви, не може после да влезеш во некоја романса. Да, точно. Мислам веќе тргнало во тој правец и онда Нема си го барам кај ми, а те барам и тебе, љубов моја. Да, мислам не. Фактички после тоа детерминираше да има ќути живти се, па корпичка, па такви некои све Сите врв песни, многу кечи, многу. Се до таа која што не објавивме. Така, добро, ќе стигнеме до тоа. Да. А чекај, многу беше тогаш па провокативен, сите го зборевме спотот, ни беше вау, кога што се случува, кјути жити се, спотот со девојките, со тоа е Тајланд или? Тајланд. Кај ги наоѓате девојки? Не, ова не се, мислам, како иде тој процес? Се наоѓате таму? Па стигаш од Тајланд и имаш барови јавни куќи, бар јавна куќа, бар јавна куќа, бар јавна куќа. Што кај ќе ги најдеш? А тие во бар ги најдели? Аха, добро. Океј. Значи Конкретно тие девојки од што ве масираат. Што не масираат, влеговме во една јавна куќа, овака као 8 пати поголемо од ова студио. Со камера. Па, не, бевме само да бараме, па ќе ги носиме у хотел, па ќе ги снеме наша соба. Добро. Така беше план. Добро. Тоа е така од цел зид од таа страна е стакло и има као трибини на кои што седат девојки у па 99% голи. Добро. Позади стакло со бројка. Така. Ајде ги донесува до маса и ајде као да у хотел ве носиме, таму ќе ве снимаме, ќе се. Ама топ изгледа, тоа беше бум. Стварно беше бум. Сите бевме као, ова е неочекувано од македонски бенд, ама сепак огромен хит. Па се појавиле по филмови, многу по безобразни работи, тоа е на мала ситница. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Ослободете се од стеклената амбалажа во новите зелени контејнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Нов крал, нови правила. Сега пеам заљубен, преград отворам јас. Слејан сум со пролета и со се во овој пот. Крали Марко. Пиво за уживање.
Прочитај повеќе. Големиот романтичар и миленикот на сите генерации, Владо Јаневски. 16 март, Вип-арена Борис Трајковски. Билети во Купи карти за се, Пола Југотон и Цветјара Розеверо 2. Пакувај се и уживај овој Великден. Савана те носи со авион во Рим, Малта и Париз. Имаме и автобуски аранжмани до Јужна Италија, Букурешт, Венеција, Верона и Фиренца, Тиват, Прага и Виена. Затоа провери во Савана, резервирај и пакувај се за великденско патување. Толку голем што се друго изгледа помало. Стоби Флипс Магнус, голем флипс со збогатен вкус од 30% кикирики. Витаминка. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи. Купувајте малешевски производи. Долага зимска ноќ, паѓаат први снегови. Мајде пробај ме на -20. Потопло, поевтино, поквалитетно. Еколайф пелет за вас. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Ве очекував. Мислам, како да не го очекувам, секоја недела доаѓате тука и јас ви кажувам збор на денот, вие се правите дека не го знаете, додуша стварно не го знаете. И пак ќе ви кажам нов збор што не го знаете, само да ја пуштам мачкава да си оди. Ај. Стани докторка и направи го светот среќен. Баба ти посебно. Сум сгрешил. Не било булитам пеш, било билитам пеш, што на банту јазикот значи супер сон. Значи не добар, не просечен, одличен супер сон. Билитам пеш. Баш таков сон сонував вчера. Сонував дека постои совршен чај и сабајле се разбудив и видов дека било вистина. А па завчера сонував еден исто таков сон. Јас и Ријана и ние као демек седиме заедно во соба. Фалави. Значи Владо кога беше пред 2 недели тука кажа дека Црно тиквешко како песна не била така замислена, како што сите ја знаеме. Дека всушност имало сосема друга идеја. Ние зборувавме со тебе и ти ја ископа демо снимката, што до сега веројатно нигде не е појавена, од би рекол оригиналната верзија на Црно тиквешко, тоест таква како што сте ја замислиле вие на времето. Мислам дека ретко која песна се случило да ја направам денес и ајде одма да правиме за месец дена да ја објавиме. Тоа не знам дали се случило еднаш или два пати. Исто се случува и со оваа песна Кучка неверна, која што ја знаат луѓето како Кучка неверна. Така. Која што имав јас како музика, па не знам колку години претходно. Не знам, 7, 8, 9, многу години претходно имав. И онда кога завршивме со една етапа со Владо Јаневски во Востовица, со сите овие корпички, пушења и така натаму, као дај да правиме сосема нешто друго. И пошто ја знаеш и он таа песна, како музика, дај да нека направи текст па да ја снимаме, нели? Така, ти имаш музиката, Владо, текстот. Да. И он го пишува текстот Црно тиквешко за таа песна што луѓето ја знаат. Нек ме разбие. Као Кучка неверна. И ние ја снимаме, имаме демо, правиме демо. Добро. Меѓутоа не стигнува работава да се објави, ние се разделуваме, он почнува со оваа кариера, ја почнам да барам нов пејач. А песнава не објавена? Песната не објавена. И сега ја се ја државам музиката и далje, а он текстот му го дава на Копров, му вика еве ти мајсторе текст, прави музика некоја друга, ова е мој текст. И онда Копров ја прави таа песна за Црно тиквешко, која што луѓето ја знаат како Црно тиквешко. Добро.
А јас доаѓам до друг текст и онда станува таа песна која што оригинална е Црно тиквешко станува Кучка неверна. Кучка неверна, да. И сега И онда од едно-две имаме. Ќе се збунат сега луѓе кои ќе чујат, ама да, ова е таа версија кај што ова би се случило ако Кучка неверна и Црно тиквешко имаат дете. Буквално така сватете го. Да, ај режија да чуеме како изгледало тоа. На полнок се палат запалки, на полнок се љубат сказалки. Ако му ли она вечерва, нуди усни место вечера. Но кеска нек ме разбие, Црно тиквешко. Кој не сака, тој не знае што е најтешко. Капан бие, срце удира, да и прости или да умира. Кој ја немал, тој не окуси, горчлив белин босилек и сми. Посте лажеш, кадек ти е слана северна. И доđva ti ке останеш Кучка неверна. Ај чеке да видиме. Гласате за верзија број 1 или верзија број 2? 2. Црно тиквешко Кучка неверна. На брзинка да те свртам на друга страна, на бизнис страната. Не знам колку луѓе знаат, ти си беше па ти историја си единствен музичар кој што бил собственик на две радија, Радио Рос, Радио Ластовица, така се вика? Да. После тоа Брейк стана нели собственик на радија, да, колегата да, Брейк. Така, да. Да. Како Рос, пошто Рос е со СС, Рос. Така е името, не е Рос. Ја првен купив опрема за студио, аудио студио. Добро. И онда беше дилема како да се вика тоа студио. Да. Кога купуваш опрема не размислуваш дека треба да му даеш некое име, него си имаш студио па ќе снимаш, нели? Така. Меѓутоа во еден момент еден прашува, друг прашува, онда. Да. И не знам, еден пријател кој што беше кај мене дома вика дај Роберт Саздов студио. На некој начин изведовме РОСС. Радио Рос беше специализирано стрикно за македонска народна музика. Како ти, Роберт Саздов, поп музичаров што ги направил пушење, корпички и слично, само народна музика пушташе. Тоа беше многу логично во тој момент. Исклучително логично. Вака, тоа е време кога нема интернет, нема YouTube, нема Google, нема... Не постоеше ниедно радио денес што ги знаете. Фортуна, Буломара, Sky, Антена, Уно, по Уно после го немаше, нели, така натаму Нома го нема више, ова на Брейк што е Сити радио и така. Значи, ниедно радио не постоеше. Ја тога се упознав со сите кои што денес не се веќе ме ги живите, со Сариевски, со Васка Илиева, со Јонча Христоски. Јас од нив ги земав почите, за да ги се преснимаваат на касети, на магнетофонски ленти, за да имаме фонотека. Како ќе доеш поинако не. Денес има све на YouTube. Денес ако сакаш да отвориш радио, ти можеш било кој стил на музика да го симнеш и имаш за 24 час. Дури можеш директно да правиш, да линкуваш од YouTube, да пушташ на радио. Ако сакаш, мислам, тоа не се прави, али генерално тоа беше едно сосема друго време. Тоа е бизнис кој што е доходовен. Добро. Меѓутоа во еден момент сваќаш дека ти немаш време да работиш музиката затоа што радијата ти одзема добар дел од денот и добар дел од животот. Или ќе менаџираш радио или нема две. Не може. Немаш ти сила. А ете зашо Брейк не настапува, значи. Да, ете, веројатно. Немаш ти сила цел ден си ангажиран со радиостаници. Јазно вработени плати си и onda дојдеш дома и се мотивираш и најдеш во себе нешто да седнеш да правиш музика и да тоа е стварно многу. И onda се определи по линија на срце. Значи што љубов така. Без што не можам да без музика. А без пошто не можеше двете да функционираат. Така. Не ми е. Одлично. Сака да потсетиме на нешто многу интересно. Година
1994 МТВ најава за еден твој спот, фактички спот на Кукулеле. Воопшто најава за проектот. И фактички да, за проект. Значи да видите порано кога се вадеше така македонски спот, општо и кога се правеше вакво нешто, како тоа помпезно се најавуваше, да не ви се верува. Значи 94-та МТВ. А сега за љубителите на музиката, новиот музички проект на Роберт Саздов се вика Кукулеле. Во Сиднеј се снимени 3 музички спотови за дел од песните кои се наоѓаат на новиот албум, а инсертите од првиот сингл «Ке го видиш Стамбул со се бардовци» се снимени на бродот Баунти. Премиерното емитување на спотот ќе биде во четврток, во шоуто мора да продолжи. Значи Кукулеле, сосема нов проект во тоа време на Роберт Саздов, заврши Ластовица, Владо продолжи соло кариера, Роберт го наоѓа фактички си наоѓа нов пејач Стив. Кажи ми сега за конкретно овој спот, тоест песна Стамбул со се бардовци. Тука е интересно многу дека автор на стиховите е Горан Стефановски. Горан Стефановски, јас не знам дали воопшто пишувал за некој друг стихови, освен можеби за Владко Братов. Само за Владко, да, ова му е единствен текст кој што го напиша. Како успеавте? Па ми успеа. Како беше? Како стигна Горан да го подари или да го напишете заедно или како, не знам. Па ние се дружевме во тоа време со Горан, мене ми требаше текст. Јас се уште не почнав да пишам текстови. Добро. Од следната година почнав да пишувам текстови за моите песни. До тој момент се уште не. И така го замолив, немаше проблем. Горан не постави никад нешто као не можам или треба да се плати или тоа све беше баш другарски. Добро, негова идејата за Стамбул со се бардовци. Ние стоевме, беше лето, стоевме на шанк во МЦМ и одма зад него актерот Јовица Михајловски стоеше со некој друг. Во еден момент, раскажувајќи му Јовица на неговиот соговорник, добро, веројатно нешто се повозбуди и вика, ќе го види на Стамбул, не знам што, ќе објасни. Горан го додаде тоа и бардовци, за да биде уште по-јако. Да. На крај јас не знам, немав идеја како да биде нешто поедноставно, да не биде премногу јако тоа све, па онда ајде првен нека биде ио. Фале уште некои стикови, он замена за Лондон, па оттаму по телефон ми ги дојави. И Стив веќе беше дојден во Австралија, ги сними. Ми текна, Роберт, ќе го видиш таму од пердашење. Да. Аха, окей, само да запишам. Топ, ама исто огромен хит, фактички така трга проектот Кукулеле, да го наречеме, со тоа. Так. Но после тоа па снимавте, ќе те потсетам уште нешто, снимавте спот за песнава на Баунти бродот. Сега Баунти бродот не е обичен брод. Не е еден од овие крузери. Да. Мислам 2 или 3 години претходно тој брод е специјално направен за потребите на холивудскиот филм Баунти. Така. Ремейк на стар филм со Марлон Брандо. Филм со Марлон Брандо, а на ова верзија игра Ентони Хопкинс, Мел Гибсон и друга екипа. Така. Како стигате да снимате таму? Дозвола некоја треба ли? Тој брод веќе јас го видов кога бев во Сиднеј првиот пат, го видов во беше укотвен у пристаниште на некои си 200 метри од Опера Хаус. Добро. Ја и Стив се движавме по градов и немавме општи идеја дека ќе правиме, дај да бараме некој брод да видиме. Него ја го видов бродот си одеднаш добив некоја слика дека тоа, а нема врска сега, знаеш, тука се помнува Стамбул и бардовци, снимаше во Австралија на брод Баунти, не се спаја тоа. Да. Али ако е убаво изгледа, онда Не, спотот беше откачен. Спотот беше целиот откачен. Тоа беше исто, пак уште нешто кај што викаш, не се спојуваат работите, ама кога ги стаеш заедно, заразно станува. Да, па онда тука имаше доста организација, тука има околу 40 статисти, треба се донесат посебно со автобус, па имаме ангажирано од таму, ете го десно, тоа е снимателот Патрик. Тоа се све екипа од Австралија, тоа е таму и монтирано и све е таму. И се ајде ова нема да ти се верува како сте стигнали. После има уште една за мене многу неверојатна работа. Дарко Панчев што во тоа време е мега звезда европска, игра за Интер. Тоа време беше тоа што се денес Меси и Роналдо. Златна копачка на Европа, најболи голгетер, светски шампион со Црвена звезда, значи број еден. И он наместо таму не знам фудбал да игра, он го натерувате да пее во песна со вас. Фактички дует вие снимате. Така, снимате Дарко Панчев.
Тој пее, така? Да. Ама и убаво пее! А ова како стигна се? Како успеавте по ова се? Па ја случајно слушнав дека он добро пее. За 2 минути се договара, тоа е многу брзо. Да, значи немаше молење. Не. Ајде држ, не дај. Не, одма прифати, не, никаков проблем немаше. Одма мислам дека како се видовме нешто, ако беше некој вторник, среда, следниот ден снимавме аудио и за 2 дена веќе го снимавме видеото. Толку многу брзо беше тоа се. И како пројде? Супер. Он еден можеби и првиот наш спортиста, мултимилионер, мислам, он имаше огромен договор за Интер, он беше најпопуларен фудбалер у тоа време. Фино, лепо го облековме овака, као скитник, упартали, го фино, мислам, тоа е. Мислам дека му е тоа единствен пат у животов, така да, со тој аутфит да се појави. Да, апсолутно. Размислуваше да го земеш Дарко како стален пејач наместо Стив? Сега. После кога ќе завршиш кариера, јави се, да видиме. Добро, се менува Стив. Се менува Стив и доаѓа Панки. Со Панки веќе следната, па Стив вака, тој проект добро беше најавен на ТВ Дневникот на македонска телевизија. Тој беше проект, тоа не беше замислено како нешто што треба да трае со години, пошто Стив живее во Австралија и стварно неодрживо ти да објавуваш песни, па да доаѓа за настапи, па да се враќа, мислам, Австралија, на другата страна на светот, тоа е. Ние претходно веќе имавме снимено со Панки Кучка неверна. Ова беше као некоја мала пауза со Стив. Панки кога првпат мене ми кажаа дека има во пијано, тој пијано бар сега не постои, со таа некоја пилјара или магазин, не знам што е за жал, беше многу култен ноќен клуб. Скопски, да. Да. Ми кажаа дека таму работи некој дечко Панки кој што добро пее, добро изгледа, нешто забављал гости, она нешто. И јас со еден пријател Ане идеме една вечер да го побараме Панки. Виж кој е тој? Да, па пошто сега веќе ми треба нели пејач, имам да продолжам ја да работам. Панчев неќе. Да. Така се упознавме, тоа траеше многу. Ја у тоа време живеев во Чаир, он у Бутел, значи кога иде накај дома фактички поминува. Така. Покрај Чаир за да иде дома. И после работа негде дојде истата вечер, истата ноќ, негде околу 3 ноќ. И одма пробавме, фактички, пошто јас уште немав текст за Кучка неверна. Имаш музиката, Владо го зима текстот. Ако он да ја пробаме како ќе му звучи, он ја пее со црно тиквешко првобитно. Само што ја немам таа снимка, але не е важно. Добро. И онда ќе пееш ли? Ќе пеам. Так, толку. Легна работата. И од тогаш наваму е веќе 20 и нешто години. 20 и нешто години, да. Кукулеле Роберт и Панки. Така. Ти снимаше необични, да речем, спотови со лостоици и со кукулеле си продолжи некако целиот тој момент, нели? И Тајланд го спомнавме, а Бразил карневалот, и тоа не е некој обичен карневал, некој јубилеј, опасен, така? Стоти карневал. Вие одите фактички на овој карневал, не за џабе те прашав, одите таму, снимате спот, ама ако добро јас имам разбрано, вие не имате песна уопште, вие снимате спот за незнаена песна. Негде во декември ми доаѓа дека сега е карневалот уште малце во Рио, а ние не смееме да го пропуштиме тоа. Негде прочитав дека е 100-тиот карневал јубилеен во Рио де Жанеиро. Сега не можеш ти бркаш тука нешто организација да стигнеш да снимаш таму на средина на февруар, ќе правиш музика, мислам нема теорија. Идеме да снимаме што ќе ни падне на памет. Ангажираме девојките се од некоја самба школа. Значи во Рио де Жанеиро снимаме одбојка на плажа, снимаме како се зезаме со тука на базенот. Точно. Снимам, ангажиравме некој глисер со некои манекенки, некоја јахта мала, па од хеликоптер Маријан Огненовски од Фабрика, сега после Фабрика има, мислам, он тогаш беше само снимател во македонска телевизија. Он у хеликоптер влегува, па да не слика додека сме ние на јахтата, не знам што, не знам. Хеликоптер си изнајмивте, а? Па кошта, да, кошта прилично, да. Добро. Кошта, али тоа е кејфот, значи не е важно, не прашуваш тогаш како е, што е, него Ја реков да не ви рекле ајде да платите за хеликоптерот. Ненте, ми скузи. Го снимивме ние сето тоа. Се враќаме на крај на февруар во Скопје. Добро. И јас сваќам дека само морам да направам музика. Немаме ништо, немаме музика, немаме текст, немаме ништо. Ова сум неколку години покасно во Рио де Жанеиро со Кристијан Стефановски менеджерот.
А ти си одиш често Ова во сме Рио? тука во Рио де Жанеиро, Pink Elephant, а бевме на диџеј Ники Ромеро таа вечер и беше доста добро. Се враќате назад, правиш музика? Се враќаме назад да правам музика, во последен момент го уфрламе и Славе Билбил, кој што е скопска кафанска легенда на сите времења, мислам, знаеш. Ама добро, тоа не е во Рио, знаеме. Првите 5, не. Во спотот вие сте готвачи фактички како му доаѓа, он ве буди, магариња станувајте. Да, така е, да. А вие го сонувате спотот. Дека сме у Бразил, да. Така е баш. Сега таа ти немаш појма песна, ја морам да те прашам нешто, пак ќе си се вратам ја кога си бев мали си пеев, имаше едно пеевте, мислам Панки пее нешто Сике дупи КВМР. Нешто, не знам што е тоа. Кој дупи ВМРО нешто? Што е работа? Ај пушти, извини, ти немаш појма почетокот. Баш како што почнува. Шо пее фактички Панки тука? Нешто посеќавање го спомнува тоа. Ситју дупи капа бамарево, ситју дупи, нешто не е скроз сигурен во зборовите, меѓутоа нема кај да провериме. Добро. Нема YouTube, нема Google, нема ништо, немаш да провериш ништо. Што се остана во сеќавање тоа? Кога се заврши песната комплетно, да. Он ја испеа све, дај му тоа боцни го на почетокот. Што го кој е збореше тоа, од Рио, тоа што го onda го склопивме да биде извик у старт, па го ставивме. Тебе ти текна тоа да е дел од песната, така. Нешто така. И онда после многу години, од кога се појави YouTube, од кога веќе може да провери све, ја го најдем како е тоа оригинал. Тоа е вака на бразилски колку ќе успеам, не португалски колку ќе успеам да го кажам. Добро, ај кажи. Ситју. Добро. До Pica-Pau Amarelo. Значи ситју е ранч или долина на португалски. До е на, а Pica-Pau Amarelo значи жолтиот клукај дрвец. Значи ранчот на жолтиот клукај дрвец е тоа што ние. Сега кажеш дека Панки на почеток вика ранчот на жолтиот клукај дрвец. Тоа е. Зошто го вика? Сега ми јавуваат дека ја имаат шпицата од YouTube, од ранчот на жолтиот. Ај. И сакаш да кажеш Панки ова го гледа као дете, толку му останува у подсвест. Да. Што годиништа отпосле он оди во Рио и на сите им вика ситјо дупи. Да. И ти викаш и добро ти е тоа. Требу песна да вас. Баш така, да. Браво, аплауз за оваа брилјантна идеја. Ја би сакал ова да го кажам, бидејќи не знам колку се сеќаваат на моментов, стварно е убав општо за вас и за, да речем, македонска музика. Легендата балканска Желјко Бебек во еден момент става на компилација, ми се чини тоа. Не, албум снима првен, снима албум. Така, значи тоа си е баш албум негов. Јас и Желјко Бебек се сретнавме кај Алка Вујца дома, во незиниот стан, куќа, не знам што беше. Каде? Во Загреб. А, кај неа баш дома. Да, баш дома, кај Алка Вујца, да. Супер, Желјко Бебек ќе пее мои песни, човече, мислам, што е. Не поставав никакво прашање, едноставно. Кажи кој ги сакаш, Желко, земи ги сите. И после неколку години Југотон објавува и компилација, златна колекција на Желјко Бебек, каде што 3 од овие 5 се наоѓаат исто на таа компилација. Кратко само да чуеме, да се подсетиме и сите што не знаат, значи како звучеше Бебек пејки Кукулеле. Ајде. Nemaš pojma kako mi je, ona će uvijek ostati kućka nevjerna. Ne plači, ne žali me, zaboravi, sve zaboravi. Kaži mi, reci mi, Ето така продолжуваме со Роберт Саздов. Кратка мала пауза. Може Харе, Гуру Харе Бен.
тука со нас е Роберт Саздов. Аплауз за Роберт Саздов! Одличен муавет има. Одличен муавет. Инаку, после емисија, ние секогаш се опуштаме со златно дапче, кога си бара душата се знае, фати се за дап, а и вечерва да знаете за мене се грижат моите девојки од Фешенел, Powered by Елена Лука, им благодарам на нив, а сега продолжуваме со Роберт, застанавме тука кај Желјко Бебек, ќе продолжиме со уште еден хит од Кукулеле, Постела од рози, голем хит, верувам дека еден од најголемите која свирите, или не знам, кои се топ 3 песни што онака ја дигаат публиката? Мислам дека Кучка неверна, Постела рози не почи нежели се у првите тие три се у првите 5-6. Така? Добро, значи не грешам. Да, пак. добро. А како е напишана Постела рози? Еве, чисто, знаеш, однеси не малку. Сакаш гитарче? Одиме, да, поели. Озвучено ни е, така, да. Добро, изволте. Вака, таа песна е исто како и сите останати напишана многу години претходно. Добро, веќе знам сите дека се напишани. Баш така, да. Сега ќе го објаснам за оние кои што не се музичари, тие што се музичари е многу едноставно. Акордот Г-дур е составен од овие 3 тона. Добро. А акордот Амол е составен од овие 3 тона. Океј. Makar me vozi, za neja samo Postela rozi. Тоа е. Браво за вас! Браво. Не сакав да комплицирам тоа, се само тие 3 тона од двата акорди. Знаеш, кажеш многу едноставна песна. Текстот го напишав од кога веќе ја направив аранжманот, од кога ја снимив, кога ја ставив тарабуки, кога ја правиш, што си пееш? На, што си немаш текст? Немам. Значи така функционираш. Текстот го правам отпосле. Првен ја правам музиката, па го правам аранжманот. Кога ќе имам цел амбиент, како тоа ќе изгледа, каде ќе има стоп, кој темпо ќе биде, што треба да каква енергија треба да носи таа песна, онда таква енергија и мене првен ми носи. Добро, од кај почнуваш да пишуваш? Сакам да кажам од што тргаш? Постела рози ти е како основа, па сега си викаш чекај зашто Постела рози, знаеш каков ти е процес? За ова немам сеќавање, имам сеќавање за Не почи нежели. Ајде на пример за тоа. Таа година кога се објавени ме канат на свадба и кажи ми речи ми. Добро. Сакам да направам нека брза и онда имав Ова беше на гајда. Ја го отсвирав на синтесајзер на гајда и ставив некоја тарабука и беше нешто. Нешто така. Доста брзо. И забавно. И свикам, ова е премногу играрска песна. Ова некако не ми штима нешто. Знам дека има фина мелодија, онда ја успорив. Не плачи, не жали ме, да не чујат душманите. Одлично. Видиш како од сосема една работа станува друга. Од една брза играрска песна дојде до балада. Првиот стих од кој што тргнав е првиот стих од песната кој што е Мојата улица на барот мирис. И онда тоа одма ти дава една слика во која што мора да продолжиш во дава наратив. Да. Понатака. Дава една слика која што е така. Мокино дело, што би рекол Васко Ефтов. Мокино. Аплауз за Роберт. Нема многу време, ама ајде да ни се вратиш повторно. Ќе оставиме да ни се вратиш повторно, значи да му се заблагодариме уште еднаш Роберт Саздов, а јас обавезно Good Nature чај, Роберт, имаме витаминка пакет, имаме од најубавите Вива премиум сокови уште еднаш. Роберт, баш ми беше кек. Роберт Саздов.